Почитувани, денес ќе зборувам за вистината. А тоа значи, вистината е една и само една. Не постојат две вистини. Се надевам дека оваа тема за некој ќе биде мевлем за душата, бидејќи ни дава јасна представа врз што е втемелено нашето верување и нашето убедување и зошто христијанството е уникатно кога ќе се спореди со природните постојачки религии од овој свет, кои немаат допир со вистината. Бог да ве благослови во овие минути. Зошто христијанството е уникатно или посебно? Прво и основно е тоа што христијанската вера се темели на буквално физичко воскресение на нашиот основач Исус Христос. Апостол Павле, како најголем мисионер на сите времења, го проповедаше воскресението како темел за вистинска вера на сите народи. Не само смртта на Исус, туку и самото воскресение, зашто тоа оди заедно. Зашто ви го предадов прво она што го бев и примил, вели тој, дека Исус умре за нашите гревови според писмата и дека е погребан и дека воскресна на третиот ден според писмата. Прво Коринтјаните, 15 глава, првите неколку стихови. Не постои вера која има правилна насока на спасение, ако не е темел Христовото воскресение, физичкото воскресение. Сите негови дела, како што се смртта на крстот, воскресението, се во согласност со писмата, однапред пророкувани. Второ, христијанството е единствено во поглед на правилното гледиште за Бог. Христијанството, нашата вера во Бог, е една вера. Нема две вери, три вери, четири вери. Има само една вера, еден Господ, Исус, и едно крштавање. Христијанството е една вера која учи дека има само еден Бог кој постои и се објави во три личности, во однос на нашето спасение: Татко, Син и Свет Дух. И сите три личности сочинуваат или се само еден Бог, но сепак секој од тие личности посебно се нарекува Бог. Татко, например во Битие 1 глава, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Тука го гледаме Таткото, Создател. Син, Исус Христос, во Јован 1 глава се вели: во почетокот беше зборот, и зборот беше во Бог, и Бог беше зборот. Потоа во 1:14 стих читаме: и зборот стана тело, а тоа е Господ Исус Христос, и се всели во нас. И го гледаме и Светиот Дух, кога е напишано: и лебдеше Светиот Дух над водата, односно Духот Божи над водите. Таткото е Бог, Синот е Бог и Светиот Дух е Бог, а сепак тоа е само еден Бог. Павле, апостолот, за некои тешки прашања велеше: зашто кој ја познал Господовата мисла, па да ја објаснува? Еден теолог во 3 век рекол: ако сте во состојба да го разберете тоа, тогаш тој не би бил Бог. Има многу нешта што не можеме со нашиот разум и ум да ги разбереме, а камоли самиот Бог. Иако не можеме во целост да го разбереме тоа, сепак ние го славиме Бог и му служиме на Бог во три личности. Го славиме Бог Таткото, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Например, апостол Павле во 2 Коринтјаните, 13 глава, 14 стих вели: благодатта на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. Амин. Тука во овој стих гледаме Исус, Бог Таткото и Светиот Дух во ист стих напишани. Ние за Исус велиме дека има две природи, например, Божја и човечка.
Библиски гледано тие изрази две природи во буквална смисла не се вели за Бог две природи има. Не постојат, а сепак велиме две природи, бидејќи Исус навистина има две природи. Тој е и Бог и човек. Исто и за тројството. Тоа како израз го нема напишано во Библијата, како израз. Но ние откриваме дека тој се откри и е троедин Бог. Например, како што реков, благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. Тука го гледаме тројството. Например, не можеме да прочитаме во Библијата троединиот Бог, но кога ја читаме Библијата, се среќаваме постојано со овие три личности – Таткото, Синот и Светиот Дух. Ова е запишано во 2 Коринтјаните, 13 глава, 14 стих. Нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог, заедницата на Светиот Дух. Мнозина во историјата се обидувале да го дефинираат тројството и да дадат јасна слика за да биде разбирливо. Но тоа сепак е неразбирливо и нејасно. Но ние веруваме во троедин Бог. Некои правеле компарација, например, со Сонцето. Таткото е извор на енергија, јадрото. Синот се сончевите зраци кои вршат посредничка улога, а Светиот Дух е топлината што допира до нас. Можеби до некаде има некоја логика. Тоа се само човечки замисли или обиди како да се представи Бог во три личности. А инаку, неговата објава е токму таква. Бог во три лица. Во теологијата или според библискиот концепт, Таткото се смета како извор на нашето спасение, бидејќи од него се произлегува. Синот е посредник на тоа спасение, кое го изврши за нас на крстот, умирајќи со најтешка смрт. А Светиот Дух се испраќа од Таткото и Синот во нас, преку вера и живее или пребива и ги дава плодовите како и можноста да го разбереме тоа што е од суштинска важност за нас, особено патот на самото спасение. Таткото Бог, Синот Бог и Светиот Дух Бог действуваа и во Стариот Завет, во создавањето на се и водството на Божите слуги. Само разликата е во тоа што не беше обелоденето, откриено, така како што го гледаме јасно во Новиот Завет. Зашто Божјата објава е постепен процес на објавување со кулминација во отелотворувањето на Синот и излевањето на Светиот Дух на денот на Педесетницата, како продолжување на Христовото дело. Тоа се три важни периоди во историјата на човечкото постоење. Ние тоа во теологијата го нарекуваме теократија, а тоа е Божјо директно владење со својот народ. После имаме христологија, тоа е отелотворување и Христово откупно дело. И трето имаме пневматологија, тоа е ерата на Светиот Дух, присуството на Духот во Божјиот народ. Кога Исус беше крстен во реката Јордан, го гледаме тројството, соединето во едно. Таткото зборува со глас, ово е мојот возлюбен син, Синот се крштава, а Светиот Дух се објавува во вид на гулаб. Еве повторно тројството. Зошто е христијанството уникатно? Затоа што исклучиво Библијата зборува за овие нешта, прецизно и точно каков е Бог. Трето, христијанството е единствено по својата власт и авторитет. Тоа има и прифаќа 66 книги на Стариот и Новиот Завет, инспирирани или вдахновени Божји зборови исклучиво од Светиот Дух, кои ни се дадени како темел за верата и животот. Павле му напиша писмо на Тимотеј, неговото возлюбено чедо, со зборовите целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно за поука,
за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Тоа е запишано во 2 Тимотеј, 3 глава, 16 и 17 стих. Почитувани, со поразлични зборови, и апостол Петар ги потврди или го потврди тоа што Павле му го напиша на Тимотеј. Петар вели дека сите пророштва во Библијата се напишани книги и се вдахновени од Светиот Дух. И црквата не треба да се сомнева во ниту една изјава на она што е напишано во Библијата. Тоа е запишано во 2 Петрово писмо, 1 глава, последните 2 стиха. И како четврто, христијанството е единствено по своето влијание. Зошто го велам ова? Затоа што новозаветната црква е основана околу 33-та година во Ерусалим на денот на Педесетницата, кога дојде Светиот Дух. Во просторијата каде што го чекаа ветувањето беа собрани 120 ученици, заедно со апостолите. Од тој ден, нивниот број се намножи на 3000 луѓе кои беа крстени во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, или кои беа крстени во името на Исус. Потоа бројот се зголемуваше и достигна до 5000, според напишаното во Дела апостолски, 4 глава, 4 стих. Подоцна, во 4 век, во Римската империја, христијанството стана официјално и многобројно и се повеќе се ширеше. И замислете, до 21 век, до денес, до овој миг, христијанството се намножи многу и тоа уште се проповеда и се шири. Како петто, христијанството е единствено по своето учење во однос на самото спасение. Тоа е многу важно. Сите други религии, да не ги набројувам, религиозни системи, бараат спасение преку дела. Се занимаваат со обреди и церемонии, со цел да ги удоволат барањата на нивните богови, светци или гуровци. Но без вистинското познавање, бидејќи го немаат Светиот Дух кај нив, бидејќи не веруваат во Свет Дух. Некои од религиите се занимаваат, например, со реинкарнација, тоа е повторување на животите, на животот. Например, сега си човек, кој ќе починеш, ќе бидеш маче или куче, па потоа слон и се така до илјадници животи. И така, овие религии не се на вистината, немаат никаква допирна точка со христијанството. Библијата учи дека спасението е само во Господ Исус Христос преку вера, втемелено само на вера и покаяние. Христос, ако не е вклучен, тогаш нема спасение. Павле во сите своји посланија тоа го нагласуваше и велеше, зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божи дар, не од делата за да не се пофали некој. За ова нешто можете да си прочитате во 2 глава од книгата на Ефесјаните. Има и други посебности, уникатности, кои може да се набројуваат, но тие представуваат како основа по која се разликува од другите религии. Само христијанската вера учи за воскреснат Исус, која победи смртта и кој се објави како Божи син да му даде спасение на човечкиот род, на секој човек преку вера во него. И неговата застапничка жртва. Секој што ќе го признае Исус со вера дека тој умре на крст и по 3 дена воскресна од мртвите, ќе има или ќе добие спасение, вечен живот. Колку е прекрасно да имаш вечен живот. Библијата во Јован 3:16 вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Или ќе ги цитирам
Зборовите од Јован, 14 глава, 6 стих. Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене, освен преку Исус. Прекрасно спасение. Бог те повикува со зборовите. Односно апостол Павле вели во 10 глава од Римјаните. Ако го исповедаш Исус со устата и поверуваш во срцето дека Бог го воскресна од мртвите, ќе биде спасен. Со устата се исповедува за спасение, а со срцето се верува за оправдание. Колко е лесно спасението. Поверувај во Исус, служи му и по смртта, кога ќе заминеме од овој свет, Бог ќе ни даде и веќе ни даде вечен живот. Нему слава во сите векови. Амин.